Јас сум прва девојче која е учествувала на Балканско првенство во Македонија и кога почна више да не повикуваат на надпревари на изборни првенства, се чувствував многу лошо. Некој период не одев на тренинзи, бев демотивирана да тренирам. Немав како да се спротивставам кога никој не ни го слушаше нашиот глас. Јас имав одговорност како тренер и пред родителите, и пред клубот, и пред јавноста, и пред децата да поведам една таква правна битка. Конкретно, тужбата која сега стана правосилна и е потврдена со пресуда на апелациониот суд, се однесува на дискриминаторски третман на Боречката федерација за учество на 5 надпревари, меѓународни надпревари, каде што женските борачи и машките борачи немале еднаков третман, но женските борачи не се избрани, повикувани и подготвувани на исти начин како машките борачи. Беа освојачки на голем број меѓународни турнири, освои најдобри спортистки. Направена е огромна ненадоместена штета. За мене несфатливо е ова да се случи. Овие две девојки, иако се символ на борбата за дискриминацијата и остварување на женските права во спортот, сепак на еден начин се и жртви, бидејќи ја имаат жртвувано дел од нивната кариера за да ја добиеме оваа пресуда која денес ја презентираме пред вас. Се соочивме со голем број на препреки, меѓутоа после 5 години оваа победа изгледа уште посладко, бидејќи ова е прва пресуда на Балканот па и пошироко каде што се утврдува дискриминација во борењето на женските спортистки, односно борачки. Се надевам дека со ова што ние добивме борбата против дискриминацијата, многу други, не само спортистки и спортисти ќе се охрабрат да се борат и они за да не бидат дискриминирани.